Никој не сака да го лекува доктор кој студирал на вонредни студии, ниту пак да го учи наставник кој не го вложил својот целосен потенцијал за време на студирањето. Министерката за образование Јаневска смета дека со новиот закон ќе се подигне нивото и квалитетот на високото образование. За новините кои ги носи истиот во делот на вонредното студирање, Јаневска потенцираше дека останува старото законско решение, а единствената новина е што нема да може да се студира вонредно на медицина, фармација, ветерина и на архитектонскиот и градежниот факултет. Вонредното студирање значи дека немате пракса. Јас тој пример веќе го кажа во јавноста. Никој од нас не сака да го лекува лекар кој не видел пациент, кој не видел инструмент, кој не видел како изгледаат таблети, кој не фатил лапароскоп во раце, хирург кој не видел скалпел. Истото сега го прошируваме на наставничките факултети. Јаневска ислуша голем број од професорите, како од приватните, така и од Универзитетот Мајка Тереза, и посочи дека голем дел од нивните забелешки се разгледани, но дека еден од професорите ја прашал зошто е потребно присуство на меѓународни симпозиуми и конференции и каква корист ќе имале студентите ако тој посетувал вакви меѓународни собири. За Јаневска ваквите прашања не се за академска расправа. Прашањето дали науката и образованието ќе имаат корист од вмрежувањето со странски универзитети, со странски професори, кои се на високо ниво, не е тема на дискусија. Го поддржувам законот во целина. Зошто го поддржувам? Бидејќи се ставаат определени критериуми кои што мора да важат ако навистина сакаме да се доближиме до таа Европа што како бајка си ја повторуваме. Европа, ама што значи тоа? Ние треба одвнатре да се смениме. Менталитетот прво треба да ни се промени. За Цветановски новиот закон е добар и преку него ќе се зголеми академската свест и совест. Според него наставниците и професорите не треба да чекаат да се донесе закон за да се објават капитални дела и професионално да се надоградуваат.